Почитувани добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј денеска ја представи новата методологија за пристапните преговори со Европската Унија и при тоа Еврокомесарот уште еднаш порача дека ги очекува Северна Македонија и Албанија како земји следни кои ќе почнат преговори и дека очекува Европскиот совет да им додели датум. Но дали ќе биде навистина така ќе видиме, бидејќи како што стојат работите и како што веќе се и најавите од страна на Франција, се ќе зависи од таа нова методологија, како ќе се прифати од земјите членки, како ќе се спроведува, а некаде клучен датум за тоа ќе биде март, кога е можно Европската Унија да додели датум за преговори за овие две земји. Кои се главните предизвици за ова вечерва ќе разговараме со нашите гости, тоа се универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Добро вечер. Добро вечер и директорката на Националната агенција за европски програми и мобилност Еразмус. Добро вечер. Добра вечер. Како што кажав, Вархеј ја представи новата методологија. Отприлика видовме кои се измените, сега преговорите се поделени на кластери наместо на поглавја и онака да симплифицираме, значи можеме да напредуваме, но со новата методологија можеме и да назадуваме, може да не вратат назад. Вие и порано ја следевте таа проблематика во однос на пристапувањето кон Европската Унија. Димова, како ви се чини сега оваа нова методологија за нас како земја? Дали е подобра шанса или ќе биде еден потежок процес? Значи, јас се надевам искрено дека во најскоро време представниците од владата ќе најдат начин како да имаме малку поширока дебата околу што всушност ни носи, кои се измените што ги носи оваа нова методологија, затоа што тука има многу позитивни моменти кои што можат многу да ни помогнат, ако сме сериозни во европската интеграција, меѓутоа да, како што споменавте, има и работи кои што можат да бидат да не загрижуваат реално. Отвора можност за втора шанса. Значи, можат да се забрзат преговорите, останува 35-те поглавија, меѓутоа тие се ставени во некакви си гроздови, нели кластери како што ги нарекувате, во тие 6 кластери и начинот дека се токму така групирани, практично ни овозможуваат многу полесно се движиме од еден кластер во друг, некогаш да се отвори можност за да можат повеќе кластери истовремено да бидат компатибилни. Со тоа се поврзуваат и новите финансиски можности кои што се отварат со новата финансиска перспектива и тоа значи со други зборови, ако вие знаете што правите, ако вие знаете каде се движите, ако имате капацитет, можете со драматични чекори напред да се движите. Но исто така кажува дека ако не знаете каде се движите, дека тогаш може да биде авантурата да ви се удри по глава. Да. А со оглед на нашите искуства, тоа е секогаш отворена опција и доста возможно. Професоре, вас како ви изгледа, како што вели Димова, постои и тој некој умерен оптимизам, бидејќи се уште ова е се на хартија, не знаем како ќе биде во пракса, но постои тој страв. А тој страв кај нас секогаш е оправдан во однос на нашето досегашно поведение, нели? Да, страв постои кај неспособните политички власти, оние кои што не може да се фатат во косте со проблемите и едноставно да го реализираат она што е неминовно потребно. Значи, постои сета она фама која што се крена околу методологијата, околу начинот на кој што ќе биде презентиран и што всушност таа ќе содржи, чинам дека овде имаме еден реален оптимизам, бар јас така го гледам, бидејќи ништо драматично не се случи, туку едноставно оваа методологија за мене лично представува мотив повеќе за власта во Република Македонија, дали е сегашна, дали е некоја идна власт, за да посериозно се фати во костец со проблемите, односно со реформите. Поготово што тоа групирање нели во кластери на поглавјата и на тематските области стриктно беше нагласено дека ќе има и поголемо финансирање на самите реформи.
што значи дека не може да се жалат, имаме недостаток на средства, имаме недостаток на пари за да платиме стручни екипи, за да пратиме експерти и луѓе кои што ќе ја водат целокупната проблематика, туку истовремено им дава една сериозна забелешка во смисла да, ние ќе ви пружиме шанса, вие морате да ја искористите. Меѓутоа, доколку не ја искористите, тоа укажува на вашето или несакање, или неспособност и за тоа ќе бидете санкционирани и во крајна линија дури суспензија на пристапните преговори. Што е сигурно најголемата казна и тогаш паѓа во вода целокупниот овој 30 годишен ангажман што се бориме, колку се бориме реално, искрено, честно, сознање, тоа е друго прашање. Од друга страна, мене исто така позитивно ме изненади тоа што Европската комисија цврсто застана за оваа методологија, меѓутоа од друга страна и препорача дека оваа методологија не смее да биде пречка за понатамошно продолжување на пристапните преговори и дополнително мотив повеќе ми дава да бидам оптимист, односно реален оптимист да бидам, бидејќи трите големи групации, и социјалдемократите, и Европската народна партија, и групацијата на центар левицата во Европскиот парламент, речиси истоветно со исти зборови, со иста мотивација, денеска дадоа своји изјави, каде што ја поддржуваат оваа методологија и каде што влезат, каде што јасно велат дека Македонија во мај, оваа година во Загреб, би требало да ги отпочне тие пристапни разговори. Од друга страна, истовремено, она што е позитивно, дека ќе се донесе план за, само да прочитам план за економски развој на инвестициите во регионот. А регионот е Западен Балкан, поточно, мислам дека се однесува и на Албанија и на Република Македонија. Да, тој план за економски развој ќе зборуваме за тоа следно, но пред тоа да кажеме дека денеска министр за надворешни работи Никола Димитров ја поздрави новата методологија. Тој вели дека се надева дека тоа ќе биде двојна победа, старт на преговори и усовршување на процесот, како што кажа Димитров. А исто така да го видиме и денешниот прилог на колешката Лепа Џундева на оваа тема и веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот. Услови, санкции, реверзибилност, можност за блокада на процесот на преговори, но и отворена врата кон ЕУ носи новата методологија за проширување. Документот кој го објави Европската комисија е сличен на францускиот нон-пейпер и ги дели ЕУ поглавијата во 6 кластери, а преговорите ќе започнуваат и завршуваат со владење на правото. Вархеј уште еднаш го повтори ставот на комисијата за паралелен процес, за цврстување на методологијата, но и датум за Македонија и Албанија до самитот во Загреб. Проширувањето на Европската унија со Западен Балкан е врвен приоритет на комисијата. Работиме на 3 патеки. Прво, денес предлагаме конкретни чекори за тоа како да се подобри процесот на пристапување. Додека ние го зајакнуваме и го подобруваме процесот, целта останува пристапување и полноправно членство во ЕУ. Второ и паралелно, комисијата е цврста во своите препораки за отворени преговори за пристапување со Северна Македонија и Албанија и наскоро ќе обезбеди ажурирање за напредокот постигнат од овие две земји. Трето, во подготовките на самитот ЕУ Западен Балкан во Загреб во мај, комисијата ќе излезе со план за економски и развојни инвестиции на регионот. Тематските блокови започнуваат со првиот кластер наречен Основи, а земјите преговарачи ќе треба да ги исполнат условите од поглавијата: правда и основни права, безбедност и слобода, но и економски критериуми, функционирање на демократските институции, реформа на јавната администрација, јавни набавки, статистика, финансиска контрола. Потоа следуваат кластерите внатрешни пазари каде има поглавја поврзани со слободното движење на стоки. Третиот кластер е конкурентност и раст, а во него спаѓаат медиумите, економската и монетарната политика. Тука е и зелената агенда за која се предвидува дека ќе биде проблематична за Западен Балкан, а содржи 4 поглавја: транспорт, енергија, трансевропска мрежа, живот на средина и климатски промени. Последните 2 кластери се ресурси, земјоделство и кохезија и блокот кој ги опфаќа надворешните работи. Веднаш по објавувањето на документот, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се пофали на Твитер. Денеска Европската комисија предлага кредибилен и динамичен план, поплочувајќи го патот за отворење пристапни преговори со Северна Македонија и Албанија. Проширувањето на ЕУ е вин-вин ситуација. Сепак овој нов пристап не важи за земјите кои веќе преговараат. Македонија и Албанија пак ќе чекаат уште еден извештај на Европската комисија, но и жестока дебата на 26 март дали земјите членки ќе ја отворат вратата за влез.
Да, ова се отприлика детали за тоа што беше представено денеска. Димова, повеќе време се зборува за тоа, за тој некој економски пакет за Балканот, за економски пакет кој би требало да не приближи повеќе кон Европската унија, тоа го зборуваат. Тоа го кажа и францускиот претседател Макрон уште во октомври, кога не добивме датум, а тоа го кажа сега и при посетата на Скопје еврокомесарот Вархеј, кој исто така го рече тоа уште поедноставно го кажа дека ние мора да се приближиме, не треба да има тој геп меѓу нас, вели, треба да бидеме поблиску, бидејќи тоа е, вели, целта. Што значи всушност тоа кога зборуваат цело време за тој економски план? Тоа значи ли дека сега ќе добиваме повеќе пари од Европа доколку почнат преговорите? Да го одговорам ова прашање, веројатно треба да се вратам и на првата регулатива, нацрт регулатива кој што изготви Европската комисија во моментот кога почна да преговарат за новата финансиска перспектива за 2027-2027. Меѓу нешто што беше ново во таа финансиска перспектива која до крајот на годинава ќе мора да ја донесат, значи до крајот на годинава ќе мора да знаеме што ќе се случува. Јас се надевам дека до јуни ќе донесат. Во таа финансиска регулатива, во таа финансиска рамка има една реченица која што кажува многу работи. А тоа вика дека прв пат во историјата на Европска унија ќе имаме финансиски инструменти кои што ќе бидат компатибилни. Со други зборови, тоа значи дека примената на еден инструмент ќе биде толку компатибилен со некој друг финансиски инструмент, што може да се прелеваат средствата од еден во друг финансиски инструмент. Со други зборови, за да биде малку појасна, ние користиме ИПА. Ние немаме пристап кон кохезионите фондови, кон структурните фондови. И факт е дека ниту имаме капацитет да ги користиме тие фондови. Меѓутоа, ако почнат преговорите, и ако со тие преговори почнеме да се движиме со динамика која што ќе налагат, бидејќи овие кластери може да развијат таква динамика, и во тој случај, ако ни се зголемат апетитите, ако имаме поамбициозна реформска агенда, во тој случај имаме можност да посегнеме по другите джепчина на Европската унија. Например, во Еразмус. Ние сега учествуваме во Еразмус како полноправна членка, значи тука сме Европска унија практично, меѓутоа исто така ќе можеме да влеземе и во кохезионите фондови, и во структурните фондови, и тоа ќе биде прв пат. Или со други зборови, ево јас се наоѓам во ситуација со Европската комисија сега со делегацијата, веќе година дена преговарам, наместо да ги вратиме парите назад од ИПА, да ги враќаме во Брисел, да ми ги дават мене, затоа што јас имам огромни резервни листи на проекти на училишта кои што може да ги абсорбират средствата. Меѓутоа сега ИПА и Еразмус не се компатибилни, многу е тешко тоа да го изведете. Тоа сакам да ве прашам, што значи тоа, еве за граѓаните гледаат, што значи тоа за обичните луѓе, како они можат да ги почувствуваат бенефитите на тие фондови доколку се имплементираат како што треба? Можете ли некој пример да ни дадете? Ма се разбира, значи јас секогаш викам, најдобро ви е образованието. Образованието нема европска значи надежноста не е на Европска унија, туку е на државите членки. Ни една држава членка не го дава образованието. Меѓутоа Европската комисија го направи фондот Еразмус, кој што сите се задоволни, презадоволни, сега имаме двојно повеќе средства, може и тројно повеќе средства на располагање. И во тој случај комисијата тука само се наоѓа како координатор на соработката, на тоа така наречената интернационализација. Со други зборови, вие ќе се почувствувате во оваа држава, зборувам, ние во оваа држава ќе знаеме дека сме дел од Европска унија, кој ќе излеземе надвор и кој ќе видиме овој што е, исландски зборува, овој норвешки зборува. Кој ќе слушнеме некој друг јазик од таа страна, знаеме дека Европа дошла кај нас. Тогаш за граѓаните кај нас ќе се почувствува дека има некаква промена. А вака додека тие преговараме, ние одиме во Бризел, преговараме за техничките преговори, што ќе биде во 6-то поглавје, што ќе биде, никој не ве разбира што зборувате. Ама она на улица, што ќе го видите, е реална приказна. И плюс не заборавајте, зашто тие луѓе кои ќе дојдат во Македонија доаѓаат со дневници кои што се покриени од Еразмус, доаѓаат со патни трошоци што се покриени од Еразмус, доаѓаат тука спијат, тука јадат, тука пијат, значи има економски ефект.
целата интернационализација има економски Да, ефект. плюс самото спроведување на Ако програмот. ми дозволите малку да се надоврзам на ова. Значи, мислам дека властите во Република Македонија и сегашнива или она една власт која би дошла, многу се радува кога ќе слушне дека Европа е вака широм ни нуди пари и дека ќе имаат пари да располагаат како сакат и колку сакат. Меѓутоа, очигледно тие треба да посветат внимание на фокусот на целокупниот на оваа методологија, каде што јасно е кажано владење на правото и демократски институции. Значи, не е тоа владење на правото како што го сваќаат и претходната власт и сегашната власт. Владењето на правото содржи повеќе постулати, повеќе елементи. Значи, не можат тие и понатаму да го игнорираат начелото на поделба на власта, како прв постулат или фундамент на владењето на правото. Значи, ние што имаме сега во државата? Извршната власт ја субституира и законодавната и судската власт. Извршната власт ви е таа доминантна која што е алфа и омега во целокупниот овој систем, едноставно кажува какви пресуди да се донесат, какви закони да се донесат. Тоа веќе со оваа нова методологија мора да се заборави. Тоа практикување, тоа рушење на начелото на поделба на власта мора да се заборави. Понатаму, ние мораме да имаме независно судство, како втор постулат на владењето на правото. Гледаме какво ни е судството. Јас често пати повторувам, да, судиите само ги преоблекуваат ресовите на една политичка партија, на друга политичка партија. И ни се случува тоа што ни се случува. Каде е правната сигурност како трет постулат на влада? Значи, граѓаните мора да чувствуваат правна сигурност. Не може да се носат закони секој втори или трет ден. Експерти ги пишуваат законите, експерти после месец дена ги менуваат закони. Која е таа правна сигурност? На сите, не само на граѓаните, туку и на правните субјекти. Значи, едноставно, не може секој да го толкува законот така како што ќе му текне. Ние уставот, секој го толкува како што ќе му текне и доаѓаме во ваква ситуација. Понатаму, не може да имаме семоќна државна власт. Мора да имаме ограничена државна власт. И тука верувам дека сите овие елементи и плюс, нели, посебно внимание на човековите слободи и права, како петти постулат на владењето на правото. И тука, мислам, нема да им биде многу добро на властите во иднина, кои што, каде што Европската комисија, Европската унија, па и Советот, сите ќе бараат доследно почитување, бидејќи фокусот е ставен токму на овие пет постулати, кои што сега безобразно, најбезобзирно се кршат на сите можни начини, а зошто? Само заради задоволување на личните интереси и партиските интереси. Тоа треба да биде веќе минато. И дури сега јас гледам колку Макрон бил во право, кога рекол да, до сега ни се протна голем број на држави, неколку држави, поготово оние десетина од бившиот социјалистички блок кои што влегува на времето и предпоследните кога влегува, нели, Румунија, Бугарија кога влегува, иако Словенија за волја на вистината беше една навредлива изјава. Така да не може тоа повеќе. Тие се изгореа од сето тоа, се изгореа и мислам дека многу реално и објективно. Ние можеме да му се лутиме на Макрон, меѓутоа мислам дека ова е за доброто на сите нас. А на штета на неодговорните политички елити. Добро, целава методологија, сето ова што го зборуваме е важно, само доколку добиеме ние датум за преговори или нема да добиеме. Некои експерти што ги снимаше телевизија 24 и од Европската унија велат мора да работите на тоа да излезете од пакетот со Албанија, мора да ве евалуираат посебно. Доколку одите пак во пакет со Албанија во март, многу е веројатно дека повторно нема да добиете датум. Како гледате вие на тоа? Значи, стратегијата на проширување за Западен Балкан е така наречената процес на стабилизација и асоциација. Во Солун, во јуни 2003 јасно беше кажано дека иднината на Западен Балкан е во Европска унија, тогаш стана јасно дека ќе станеме членки, дури во 2003 година, и тогаш јасно се кажа дека секоја држава ќе пристапува според сопственото темпо, значи според сопствената заслуга. Така што пакети нема тука. Пакетот со Албанија оди во корист на двете страни. Подобро ние да се наметнеме партнерски со Албанија, затоа што покажуваме дека регионот е зрел, не само државата, туку регионот е зрел за да биде дел од Европска унија, од една страна, а од другата страна е добро, затоа што кога две држави се таму, процесот на проширување добива поголем кредибилитет.
И затоа првата работа во новата методологија се вика кредибилност на процесот. Но очигледно дека тука има политички проблем, бидејќи одредени земји членки не сакаат едната држава да добие датум, па поради тоа страда другата. А тоа се случува со Албанија. Неколку земји се изричито против Албанија да добие датум. Кои се тие држави? Не е Па точно. Макрон изборуваше за бројот на баратели на азил, он го каже тоа како пример. Не, мислам никогаш се отвори дискусија во Значи, кој што се зборуваше дека е проблематично од гледна точка на Албанија за какви работи се зборува, нели за Данска зборуваме тука за Холандија, Холандија, А и Белгија, меѓутоа никогаш не зазедоа тие став дека треба да се одвојат. Мислам, никогаш не зазедоа став дека Добро, треба не да се официјален одвојат. став, тоа се се информации кои добивме. Не само Тоа информации. го читавме во јавноста и мислам дека тие исклучиво беа против, а сега Пред малку не ме зборувавме држи за сеќавањето. владењето на правото. Така. Повторно ќе кажам, процесот на стабилизација и асоциација го кажа своето. Холандија е држава, Данска е држава кој што многу добро знаат како изгледа да владее правото. Никогаш нема да заземат став да ги одвојат Македонија и Албанија заедно или одвоено, само затоа што едната држава ќе ја влече другата и така натаму. И да не биде кошница, не само да влече. Нема тоа да се случи поради владењето на правото, поради принципите што процесот на стабилизација и асоциација ги има наметнато. Со други зборови, бидејќи секоја држава ќе напредува според собственото темпо и да ги издвоја, немаше да има проблем. Меѓутоа, ставањето на двете држави заедно е поради добивање дополнителен кредибилитет на процесот на проширување. Да, и тоа опат оди во наша целиот корист. регион што е можно побрзо да биде опфатен. Апсолутно, Тоа е апсолутно. целта, сигурно. Значи, самата перцепција на регионот како регион дава друга димензија. Да, но Макрон во неговиот говор кога објаснуваше, исто така имаше уште едно објаснување кога рече, мислам изричето, кога рече јас бев против одвојување на тој пакет, бидејќи рече, тој дури употреби дека може да има проблем во земјите каде што има албанско население, може да има немири, може да има дестабилизација. Такво некој објаснување употреби во неговото Ама излагање. не го поврзато со проширувањето, он кажа кои се проблемите за Албанија, меѓутоа никогаш не рече дека тоа е причина зошто треба да оди Албанија да се издвои. Такво нешто не кажа. Он кажа кои се проблемите. Вие, професоре, што Наше е да се одработиме. Ба, мене лично не ми се допаѓа да одиме во пакет, бидејќи ако едната заостанува, ако заостанува во одредени реформи, во одредени процеси кои што се превземани, да биде кочица за другата, мислам дека не е фер. Би сакал да сме горе-доле на исто рамниште, па да влеземе одеднаш сите, меѓутоа за останувањето на едната да биде кочица за другото не е фер. Како од нас према Албанија, така и од Албанија кон нас. Меѓутоа, еве да се надеваме дека ќе бидат малку поразумни и пофлексибилни, па ќе го дочекаме мај месец 2020, па ќе видиме што ќе се случи. Да. Може и во Бидејќи март да се ставот- случи, не мора да чекаме до мај месец. Па во март всушност Денеска мислам дека Во со март би изјавата требало на да се Европската случи, да. комисија рекла дека дефинитивно би требало мај. Меѓутоа, да. Јас добив печаток дека зборуваат за меѓувладина конференција во мај. да, до Што е да, малку, да, што е малку да, различно да, од добро. датумот. Отприлика се зборува дека до мај би требало да се заврши, а се Тешки нека се и мај, нема спомнува- проблем. Да, јас Тешки нека и мај. толку чекам уште некој месец. А добро, Да, сега да. клучно прашање, професоре, што мислите вие цело време после недобивањето на датум во октомври и премиерот Заев, досегашниот премиер нели Заев и сите представници на владата го повторуваат цело време тоа, јасно кажа европските представници, не е до нас, проблемите се кај нив, не добивме датум и навистина според објаснувањето кој го дадоа беше така. Но од тогаш се случија некои работи кај нас, се случи, еве да речеме, се случи аферата Рекет, се случи транспарентност International да ни го намали Се намали, поведението да, за така. борба против корупција, значи паднавме неколку скалила, имаше некои крупни афери. Мислите ли дека сега може тие работи да бидат можеби и кочница во Брисел на некој начин, а исто така се спомнуваат и изборите во април, каде што сега се ова неофицијални информации дека некои земји членки и не сакаат да го доделат тој датум пред изборите за да нема политичко влијание.
Па, многу работи за жал отидоа во непосакувана насока, иако нас ни беше пласирано сосема друга приказка. Дури и пред време се израдувавме, се сеќавате на она селфи во авионот кога се слика Евет, го добивме датумот за отпочнување на пристапните преговори. Очигледно, значи, тој маркетиншки обид да добијат одредени поени за возврат на вистината, им се удари од глава, токму на сегашнава политичка власт, политичка гарнитура која што е на власт. И не само реке што не се случи, него не се случи и многу други работи од чинам дека пред или после тоа бегалецот, па ни се случија пропаѓање на процеси кои што, односно застарување на процеси кои што треба одамна веќе да бидат завршени. Ни се случија да има замајување на јавноста, да немаме точни информации кој што и како учествувал во рекетирањето, нели, на голем дел од бизнисмените, кој стои позади се до тоа. Се до тоа сигурно дека фрла голема црна дамка, не само во меѓународната јавност, туку и внесува уште поголема недоверба и немир кај граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, дополнително, еве сега ни се јави во последно време, несогласување со донесување на законот за јавно обвинителство, каде што едноставно нема никаква теоретска основа во овој момент да седнат во моментот позицијата и опозицијата да седнат и да договорат. Мене не ми е јасно како за сиво ова време, дури се најавува политичка криза, што би било уште пострашно во пресред, нели, на ова што го очекуваме сега за што говоревме, би било уште пострашно да политичката криза ескалира во Република Македонија. А онака, гледајќи дека немаат ниту грам од национален интерес, мене не би ме зачудило да отидеме и во таа насока. Така да не сум многу оптимист во делот на свеста, совесноста. Впрочем, а што очекувате и нешто повеќе од политичари кои што го изгубиле својот компас, изгубиле својата совест, го изгубиле својот образ. Да не говорам за морал и така натаму. Една кажуваат денеска, друго кажуваат утре. Други, наместо да го гонат криминалот, тие го штитат криминалот од своите сопартици. Очигледно дека во оваа наша држава политичките, би рекол квази политичките и нечесни политички елити го девалвираат тој збор национален интерес. Мене не ми е јасно како по ниедно прашање сиве овие 30 години не се договорија за тоа што е национален интерес. Испадна дека најголем национален интерес е да го пуштите главниот виновник за 11 годишната автократско владење и сето она што не се случуваше, главен национален интерес било да го пуштите да ви победи, за да не се занимавате со него. Главен национален интерес очигледно дека било да обвините одреден дел на пратеници кои што ги обвинувате за терористичко загрозување на уставниот поредок, за да после ги амнестирате, за да ви гласаат за промена на името. Очигледно главен национален интерес за овие и за позицијата и опозицијата говораме како финансиски да ги набилдате партиските фирми под знакот на инвестиции, или да речеме како главен национален интерес да им дадете 200 милиони на тето, која што оди во стечај и која што претходно има сериозни кривични пријави. Значи, имаме ние сериозен проблем во државата. Значи, не може реформи да вршат луѓе или да речеме да говорат за донесување на клучни закони, посебно во делот на кривичното законодавство. Говораме за законот за јавно обвинителство. Не може во неговото донесување да учествуваат или да протежираат донесување или пак да го кочат донесувањето политичари кои што се амнестирани, политичари кои што се аболицирани, политичари кои што се обвинети. Значи, постапката им тече токму од тоа обвинителство за кривична постапка или осомничено за кои што ќе се води постапка. Ние што имаме овде? Буквално имаме вакви персони учествуваат да кројат иднината на државата, а сите при тоа обвинети или амнестирани, или аболицирани, или осомничени до затоа ние немаме држава, затоа немаме да имаме држава. Дебатата за јавното обвинителство беа само такви пратеници, кои што ги опишавте, така да немаше, речиси сите беа во некакви процеси на некој начин инволвирани. Па не ли е тоа жално за една држава? Не ли е тоа жално за граѓаните на Република Македонија? Само сакам една мала исправка да ви ми се чини дека за тето 20 милиона беа субвенциите, а не 200.
вие кажете 200, Па јас, да, 20 некаде видов по медиумите, субвенциите страшна сума за мене владата, тоа. да, за тето, и, да. и нека се и 20, еве дека се тоа се огромни пари. Значи пред да му ги дајете парите, имате сериозна кривична пријава поднесена на фирма за која што се сомневате во низиното работење и при тоа национален интерес било да се дадат 20 милиони. Каде го има тоа? Кој, каде има приватните фирми да ги билдат? Дали е национален интерес да им дозволите на криминалците кои што до вчера ги обвинувавте, да им дозволите да изградат хотели, да купат фабрики, да направат се и се што во државата, при тоа да не ги гоните, или во позадина да се договарате за нивно полесно поминување или воопшто неказнување. Тоа ли е национален интерес во оваа држава? Да, Димова, дојдовме до законот за јавно обвинителство. Кога зборуваме, тој закон за јавно обвинителство не е формален услов за да добиеме датум за преговори, значи не стои како формален услов, но цело време го спомнуваат сите, го спомнуваат европските амбасадори. Европската комисија вели, вие сте подготвени за преговори, се исполнувате, тие не го спомнуваат, но сите велат би било добро да се донесе, би помогнало да се донесе, таква формулација употребува и министрот за надворешни, вели многу би помогнало. Сега малку е нејасно, услов е законот за јавното обвинителство или не е услов да добиеме датум за преговори. Сега зборувам не мора формално дали е услов, но дали е неформално услов. Значи, Збунувачка малку имаме ситуација, да. Ако се обидеме да ја примениме новата методологија на вашето прашање, тогаш веројатно одговорот дека е услов, затоа што новата методологија вика дека малку повеќе тежина ќе добие политичкиот дел. А во политичкиот дел се мисли на политичкото донесување на одлуки. Да, ќе биде поедноставно затоа што нема да се кочат процесите, значи затоа што ние ако сме искрени цело време тука стрепевме од тоа кој ќе ни почнат преговорите, како ќе не кочат бугарите со историјата, грците на некои други поглавја ќе не заглавуваат. Сега тоа не го отстранија како страв со новата методологија, меѓутоа внесоа нешто друго, а тоа е на самиот почеток да можат вакви политички барања да се доставуваат, не како услови, меѓутоа како еден вид на препорака. Добро би било вие да го донесете, зошто? Затоа што од повеќе причини, јас ќе ви кажам една многу практична причина. Еден дел, значаен дел од парите од ИПА се испрограмирани во делот на фундаменталните, fundamentals first, ова што е прво, основните реформи, во делот на следење на судските процеси, кои што треба да ги следи ОПСЕ, кај нас, нели, да ги следи за да може да видиме како понатаму ќе работи судството. И сега малку е незгодно, значи се слушав цело време кога зборувавте господине Кекеновски за се согласувам со вас потполно. Владењето на правото е многу битно. Поделбата на власта е многу битна. Ама кога имате ситуација кога судството не ви функционира, кога очекуваме, кој требаше да го затвори Груевски? Но која институција требаше да го затвори? Не можеше да го затвори власта, значи неосуден не може. Генерален реизбор да има. Во ред, судите, меѓутоа вие немате власт врз судите. Значи, затоа што ако имате власт врз судите, тогаш имате хибриден режим. Значи, не говориме, имаме ние институции кои што може да се направи со самиот старт, со доаѓањето на таа нова власт, реизбор на судиите, бидејќи сите знаеме за тефтерчето и како беа бирани и како донесуваа одлуки, односно пресуди по диктат. И тоа е недозволено. И не може тие исти судии сега. Пазите, имате судија кои што... Ама тие се судиите во државата, немаме ние други судии. И тие сите судии практично... И кај да оставиме и понатаму, тогаш кога ќе дојде другата власт повторно не ќе им се завртат на други. Затоа зборувам дека проблемот е многу посложен отколку од страна на опозиција, само да кажете многу е ова, значи не ни е добро во државата, затоа што ако ние седнеме еднаш да дискутираме каде се реалните проблеми во државата... Значи ние не смеевме да дозволиме руинираното судство и обвинителство да го доурнеме до крај. Добро, вие да бевте премиер, што ќе направите? Како ќе Многу јасно, многу лесно ќе. Што?
Многу лесно. Прво ќе повикавме, прво ќе почневме од првиот човек на Врховниот суд, за кој што сите знаеа што се прави, како се прави, а не толку време да се одолговлекуваат постапките. Второ, Ама комплетна што ќе промена ќе направите? направев на судскиот совет и на советот на обвинители. Тоа се вика Од диктатура. таму- Не можете вие од позиција на поделба на власта, не може извршна власт да се ќе меша во направевме судска. комплетен реизбор на членовите на судскиот совет. Ама кога Знаете ќе ли како ги, изберете? знаете ли како ги бира? Знаете, Како? многу Како ги добро. бира? Како ги Па бира? многу добро знаете како. По Знам. диктат ги бираа судија. Кои, ама беа? сите тие беа истите од бивша Југославија, тие беа судите. Ја затоа ви викам, не е Мислам, решение. нема потреба да се не е обидувате да решение, ги браните. вие, а не ги бранам ја, затоа што јас се обидувам да бидам реална да бидам. Значи и не е јас сакам- решение јас сум да реален ги и не можам избркате другачи. судите и да Не, ги не, не, оставите не, не. празни Зашто? суди Како да ги избркаме судовите. судиите, него ќе видиме И да донесете едноставно некој има. кој што кај ќе се Знаете образуваат ли новите суди? антикорупцијска кога можеше да почне со испитување на судиите? Со тој Тивок Ветинкин можеше многу одамна да почне. Па сите знаеме кои суди и се корумпирани и кои Ја не знам кои суди се корумпирани, да бидам искрена. Па добро Нисум, се. во животот не сум била на суд, во животот никого не сум Јас не сум тужела, бил. во И јас животот сум не бил ме најмалку тужеле. на суд. И сега Не размислувам. нити имам став за некој, на вистина немам експертиза јас да можам да донесам суд за некој судија дали е корумпиран или не и дали си ја врши добро работата. И Ја не друго- велам и дека друго- нема честни суди, да се Не, разбереме. Ама за тоа Не ви велам викам, дека нема и честни суди. сите тие се Ама образуваат затоа во се тие воспоставува два центри критериуми. на образование, во Се два едукативни воспоставува центри. критериуми на кои што едноставно ќе ги подложевме сите и ќе видевме едноставно самото преиспитување на работата на самите суди, да имаше институција која што ќе беше сериозна како судскиот совет. Видете што се случува. Тој исти судски совет, пазите, има член на судски совет кој што нема имунитет, судијата се обраќа до судскиот совет и тие едногласно да го заштитуваат, велат дека има имунитет, а никаде не постои, ниту во уставот, ниту во законите не постои имунитет, само за да го спасат за да не оди во притвор. Што ви говори тоа? Ви говори за двојни аршини. Не, тоа ми говори дека имаме ние големи проблеми во судството, тоа ми говори, ама не ги гледам Значи имаме и решенијата. некомпетентни- Решенијата не може да некомпетентни. бидат од озгора со сила, со диктатура. Не може да е тоа решение, затоа што тогаш како да ви објаснам, мислам, не го решаваме проблемот. Значи, јас ние не само сум- го заменуваме не сум едното со диктатор, другото. ниту автократ. Јас Ама сум кога демократ решението човек. доаѓа од извршната власт, тогаш што Не, е? преку надлежните институции ќе воспоставевме критериуми и ќе направевме преиспитување на работата на сите суди. Па да видите што ќе се случеше тогаш. И Дали вака ќе се однесува и понатаму? Добро, и тогаш ќе дојдовте до заклучок дека 90% од судите, или 80, или 50% од судите не исполнуваат, немат експертиза за да бидат суди. И што ќе направевме? Па, Што ќе направевме? како велат? Кај ќе ги Велат подобро ужасен крај или ужас без крај? Ама, Да ве прашам, што значи, е подобро? прашањето е што ќе направевме? Кај Па ќе ги ќе- регрутиравме па имате- новите суди? Ама имате суди во оваа држава, имате голем број на Кои што- луѓе со правосуден испит, со искуство, Така, имате кои адвокати, што имате исто така обвинители. дипломирале на истите школи од кај што излегле. Да, и меѓутоа овие не дошло суди. до ниво не дошло до такво ниво да ја девалвираат и Тоа дека собствената немале личност и можност не собствен. значи дека има поинакви вредности. Да, ама затоа ќе му воспоставите критериуми како тој не треба да се однесува. Санкции ќе му сакате вие. Дали е Значи, можно, еве сега во законот читам дека треба обвинителите вечно да бидат избрани, доживотно. Како? Каде? Каде е одговорноста на тие суди ако обвинител ако го избереме ние вечно тој? Второ, не ми е јасно мене со кое право Истите и професорите со кое до право? крајно За сите се- важи, за Значи, сите. за Мене ми е јасно со кое право денеска бараат да се сопрат сите постапки кои што ги водило СЈО. Ако се огрешила Катица, не греши, дека се огрешиле целото СЈО. Второ, по кој закон се пренесува од специјалното јавно обвинителство предметите во јавното обвинителство, па дури еве слушаме се дадени на основните обвинителства. Страшна работа. Организиран криминал ги давате на основни обвинителства, каде што треба тој организиран криминал да го гони обвинителството за организиран криминал. И да не говорам за други аномалии. Второ, да имавме доблест малку и храброст да ја испитаме, дајте да видиме зошто одредени суди, зашто одредени обвинители не си ја завршија совесно работата, совесно не ги завршија
не ги завршија истрагите за сите оние кои што произлегуваат преслушуваните разговори, па направија такви килави обвиненија кои што им паѓа на секој чекор. И лесно ги одборува адвокатите, ги начекаа сега едноставно слаби обвиненија, лесно можеа да ги бранат. Каде беа за сето тоа време, они знаеа дека имаат ограничен рок. Да истражителите кои што толку се фалеа дека ги имаат, толку ги плаќавме ние од државата, каде беа финансиски истражители да ги најдат гледам парите? сите проблеми во судството, ги гледам. Иако добро не е, сум добро е. стручак, можам да ги видам, не ги гледам решенијата. Како би ги коментирале, еве, интересно на таа тема сме во однос на преговорите за заемното обвинителство. Вчера во Отворено кај нас на телевизија 24, една од пратеничка од таа, нели, фамозна осмица во собранието вели, тие ќе предложат амандман во однос, вели вака, значи бомбите да не важат како докази, само како индици, и да биде одложено дејството на законот за 6 месеци. Значи, ова некако мириса на некој компромис, кој што се оди, бидејќи таа осмица се разбира би била клучна доколку се собира мнозинство за гласање за јавното обвинителство, без ВМРО ДПМН, но како ви личи сега тој компромис вака? Па уште еден срамен договор, уште една срамна отстапка која што е во функција, говорам овие 8 темина, ако може, за мене гревчиња, да ви кажам наискрено. Тие 8 темина кои што сега повторно се ставаат во улога на наводно некои спасители, очигледно кредитот не го искористиле до крај кој што го има за гласање за промената на името и уставните промени, и очигледно ни можат пак да добијат некој можеби бескаматен неповратен кредит од кај да знам, за да ги одоброволјат да гласат. Меѓутоа страшно ќе биде ако повторно се прават компромиси на штета на правдата, на штета на вистината. А за жал ние досега на сите компромиси кои што беа направени буквално се на штета на граѓаните, на правдата, на вистината. Да, На вредносниот систем тоа е Па нема вредносен систем, тоа е проблемот. Ама тоа го зборувам, значи не ни е еродирани нема никакви морални вредности, правни вредности да не говорам, човечки вредности. Тоа е тоа. Значи вие не можете што сакате, колку сакате да смените, ама тоа што ќе го донесете потекнува од истиот еродиран систем на вредности. Значи нема да биде подобар. Нема да биде подобар. Во оваа држава. Па не сме сите не исти. знам од каде излеговме, нели нашиот вредносен систем се градеше низ процесно образование. Господја Димова, јас мислам дека оваа држава има честни луѓе кои држат до себе, до своето достоинство, до својот кредибилитет, до својот авторитет, до честа, до семејството, до семејната чест. Мене би било срам да направам нешто од кое што утре треба се срами моето семејство. Не, прашањето е дали тие има такви честни луѓе во Македонија. Дали тие честни луѓе се наоѓаат во фелата кој што треба да ја превзеде судската власт, се сигурно дека наоѓаат во има. фелата кој што треба да ја превземе извршната власт, сигурно се дека наоѓа има, во како другата, не? за да има Па ќе подобана видите власт. сега граѓаните како ќе реагираат, како ќе реагираат. Што Фактот дека мислите? имаме луѓе кои што Знаете. денеска се осмица, утре се на другата страна, денеска се во оваа политичка партија. Токму поради тие осмици, деветки, граѓаните веќе видоа со кого имаат работа. Ете, тоа е нашиот образовен систем на морални вредности, за жал. Значи, граѓаните веќе научија да разликува што е честно од манипулативно владење. Што е лага, што е вистина. Не можете веќе да ги лажете. Јас разбирам дека имате инструирани партиски кадри кои што се заблудени и апсолутно не сакаат да размислуваат пошироко, да согледаат вистината. Треба и такви да имат. Доколку се помалку, уште подобро за една држава. Меѓутоа, расте свеста кај граѓаните. Гледате ли дека повеќе од 60% се незадоволни и од едните и од другите, според сите анкети. Тоа јасно укажува дека не можете веќе да се играте со трпението на граѓаните. Не можете повеќе да ги манипулирате, да ги лажете, И тука мора да се стави крај. И мислам дека овие избори треба да бидат прекретница во тој сегмент. И мора конечно да гласаат луѓето за личности. Многу им е лесно на политичките лидери, ќе ги наредат послушниците позади себе, ќе им влезат тие што треба и ќе им служат за дигање и спушти рака. Па срамота е ниту еден пратеник да не се спротивстави на предлог, на било кој предлог, кој што знае дека некој не споредира прво со неговите морални вредности, а да не говорам со пошироките вредности. А треба да помине заради тоа што така партиската врхушка. Не може така. Или да не гласам за нешто што го предложил
да речеме, ако сум опозиција, партијата на власт. Ако е добро, ќе го поддржам. Не сум јас издајник ако е нешто добро. Не може да ме третира некој како издајник, мене затоа што поддржувам нешто што е во интерес. Да ви објаснам, значи флексибилни се нормите, морални вредностите, норми на политичарите. Јас се сеќавам на времето од граѓански сектор, значи од think tank организација кога ме повикуваја, во Европскиот парламент да зборувам за ИПА, значи тука ме пречекај како најголем предавник господинот Александар Николовски, цели дебати имаше во собранието затоа што сум ја продала државата во Брисел. А сега нема му е дозволено како опозиција да оди да зборува против власта таму, нели? Сега не е предавник. Не говорите за такви. Не, ама сакам да ви кажам, ама тоа се луѓето кои што владеат во оваа држава. Владеат, ќе завршат со владење и ќе одговараат за сето тоа што го сторили. Да, добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме брзо во студиото.